предупредувањата и препораката од УЕФА за 20 на 100 да биде исполнет стадионот од својот капацитет, кој не е адекватен за вакви надпревари, бидејќи на сите трибини нема седишта, не можеше да се почитува. Причината е едноставна, интересирањето беше големо, фудбалските гурмани како лавина навалија кон стадионот Гоце Делчев, со желба да го проследат овој надпревар кој многу значи и за победа и за македонскиот фудбал. Победа е една од нашите најдобри фудбалски екипи со долга и богата традиција. Низ неа минувале и минуваат фудбалери од сите генерации, од сите македонски градови пошироко, соседни земји, па дури во последниве сезони и од Бразил. Името на победа е во врвот на македонскиот фудбал. Таа има бројни приврзеници, за неа бијат сега сите фудбалски срца во нашата држава. Против Перуџа, тимот на Канатларовски ќе треба да ја покаже сета фудбалска моќ и знаење, да потврди дека она што остана како впечаток по првиот меч во Перуџа не беше слутено, туку плод на една фудбалска зрелост. И италијанците имаат своји желби и амбиции, сигурно се подготвени да атакуваат на победа. Ја имаат проучено играта на противникот, ќе сторат се да одат натаму во Интертото купот. На победа и одговара секоја победа, освен 1-0 и 1-0 одговара, но тогаш би се играле продолженија, ако и тогаш биде без голови, например, тоа продолжение, ќе се приде на изведување на пенали, а на победа не и одговара победа од 2-1, например, бидејќи гостите ако даат гол на туј терен, постигна еден дома, резултатот би бил 2-2, па тие би оделе натаму, значи само победа од 2-0 гарантира одење во следното коло, нормално и 3-1, 4-2, 4-1. Тоа се вакав резултати кои одговараат на нашиот тим, но тешко може да се поверува дека победа ќе може да разбие цврстата одбрана на Перуџа. Добро би било кога би постигнал еден гол, па потоа нека се играат и продолженија, па нека има и пенали, по-добриот, посречниот нека оди натаму, а следен ривал на победникот ќе биде Трабзонспор од Турција. Победа на Сапува на голот со број 25 Грујовски, 11 Ристевски, 3 Стојковски, 4 Лазаревски, 5 Николаевски, 6 Стојковиќ, 21 Димитриевиќ, 13 Жилсон да Силва, 8 Карамфиловски, 9 Здравевски, 10 Главевски. Тренер на екипата е Канатларовски. За екипата на Перуџа во овој дуел настапуваат Матантини на голот, потоа Хиларио Суси Оливе, Калори Рипа, Наката, Петраки, Тедеско, Тапија и Рапајич. Го нема Мели од оној состав што играше во првиот меч. Средбата ќе ја водат Мендес Пратас, главен судија, Алмеида Серра и Гомес Карваљо, сите од Португалија. Делегат е Бјорн Стат од Норвешка. Го сетуваме почетокот на надпреварот во црвени дресови, фудбалерите на Перуџа, тие го има и првиот напад. Петраки. Рапајич блокираше, би се чини дека тоа беше недозволено, но судијата не реагираше и му дозволи на тој начин на Тапија да бие, но Грујовски беше на место. И тоа беше удар на Карамфиловски, одбрана на Матантини. Перуџа голот го постигна од пенал во 59-та минута. Повторно Карамфиловски, сега Ристевски. Тесто е Николаевски, проигран е Николаевски, на вистина штета. Можеше да бие тука многу попрецизно, уште еднаш го гледаме ова. Со надворешно шутираше и даде едно ефе на топката. Што гледате Ристевски во 16-тникот четворица, 5 фудбалери на победа. И
пропуштена е голема шанса. Пропуштена е голема шанса. Малку не достигаше Стојковиќ да зафати оваа топка и да го доведе во водство својот тим. Погледнете уште еднаш. Навистина се беше убаво изведено. Матирана беше одбраната на Перуџа, но да видиме сега Карамфиловски како ќе проигра. До Ристевски. Наумовски. Убава акција на фудбалерите на победа и навистина можеше да биде многу поопасно за голот на Мацантини, но предалеку беше од голот Дејви Главевски. Лазаревски. Шанса за против напад. Ристевски нафрла и нема ништо. Штета, Здравевски беше тука. Здравевски беше тука, но за малку задоцни. Да погледнеме уште еднаш Ристевски. Погледнете Здравевски. Се убаво направи, но малку подалеку беше топката од него. Гледува Карамфиловски. Сите играчи се на половината на Перуџа, корнерот е изведен. Шутираше Ристевски, но над голот. Гледачите како да загубија надежот и нивниот миленик може да постигне гол. Хиларио е десно, веднаш го проигрува. И еве еден подарок за Тапија, но не се слајде најдобро. Се ближи крајот од надпреварот и во овој момент судијата Прата созначува крај на средбата. Победа Перуџа во реваншот 0-0, по она победа од 1-0 пред 7 дена во Перуџа. Со голот на Рапајч од пенал, Перуџа оди натаму, следен нејзин противник ќе биде Трабзонспор.